меѓуетничката интеграција во образованието руши стандарди, руши стереотипи и предрасуди, а тоа е многу важно ако сакаме да имаме здрави, среќни генерации. На тој начин, преку овие ситни активности што ги правиме во училиштата, учат децата заедно да решаваат проблеми кои што се од заеднички интерес. Во нашето училиште и пред проектот на USAID имаме среќа да работиме, има многу добра позитивна клима, која што се негува и пред од надвор воведување на проекти, како што беше USAID за модел училишта за меѓуетничка интеграција. Кога беа тие проекти за меѓуетничка интеграција, многу често учениците се насочени да го запознаат другарчето кое што потекнува од другата средина. Но од ваквите наставни активности, кога работиме на проект кој што не е директно запознавање на другата култура, децата имаат заедничка цел. Заедничка цел како во случајов да изработат одреден инструмент. Кога имаат заедничка цел, зближувањето и учењето за другиот е како неизбежна нуспојава. И тогаш се постигнуваат и уште многу поголеми резултати. Свесни сме дека не можеме да го ослободиме ни школата, затоа што нели проектот ослободување на училиштата од пластика, движење за ослободување на училиштата од пластика, не можеме да исчистиме ни цела пластика, ни да испрлиме од употреба. Но би референцирала исто, ова е мал чекор за човекот, но голем за човештвото. Односно, ние се обидуваме да ја продлабочиме свеста, како 4 етапи ни беа. И видеото кое што потоа го направивме, ги потенцира баш тие 4 етапи. Собирање, собери, одбери, замени, пренамени. Крајниот производ на проектот беше настап со една музичка композиција која што беше изведена од децата со овие инструменти. Тоа беше целта на проектот. Композицијата беше пластика, така се вика, од групата Идоли, од српската група Идоли, која што е вака доста енергична, меѓутоа беше изведена, ние ја адаптиравме на албански и на македонски јазик. И текстот реферира на темата, но и мултикултурализмот, односно и на македонски и на албански, заедно учениците пеат. Никогаш не ги терам, например, децата од македонски наставен јазик да учат на албански или албанските да учат. Меѓутоа има таква желба децата и толку си помагаат со преводи, си ги учат песните без разлика што ги пеат песните, значи на друг јазик без никаков проблем.